Од заштита на шумите на Амазон до грижа за бегалците од Мијанмар и сместување на украинците кои бегаат од војната против Русија. Отсуството на американската помош се чувствува насекаде низ светот. Во Вашингтон, демократските законодавци протестираа пред сега затвореното седиште на водечката Американска агенција за помош. We will fight their violations of separation of powers. Ке се бориме против нивните прекршувања на власт, ке се бориме против прекршувањата на уставот на САД. Нема да замолчиме, ке зборуваме гласно. Предходно, Американската агенција за меѓународен развој или USAID беше префрлена под контрола на државниот секретар Марко Рубио и речиси сите нејзини вработени беа пратени на одмор по извршната наредба на председателот Трамп за замрзнување на странска помош на САД во очекување на ревизија. Now we're seeing the most powerful man in the world. Го гледаме најмоќниот човек на светот Доналд Трамп и најбогатиот на светот Илон Маск, кои сега им ги земаат парите и храната од најсиромашните жени и мажи на земјата. Конгресните републиканци велат дека Трамп користи широки председателски овластувања за да ги преиспита владините агенции. Трамп го постигнува ова преку Илон Маск, мултимилиардер, кој го постави на чело на одделот за поголема владина ефикасност или DOGE, чија цел е да ги намали федералните трошоци. Мислам дека не ја затвораат агенцијата, но имаат право да го разгледаат финансирањето и како се носат тие одлуки и кои приоритети се финансираат. Тоа веројатно важи за секоја администрација. Кога ќе влезат, има многу програми овластени и финансирани преку таа агенција за кои мислам дека функционира на начинот на кој беа наменати, некои не. Една аналитичарка изјави за Гласот на Америка дека ситуацијата е без преседан во САД. Ова е вистинско прекршување на поделбата на овластувањата за извршната гранка на власта да се обиде целосно да ги затвори агенциите што Конгресот ги основал и за кои Конгресот доделува и крати средства. Дури иако извршната гранка има прилично голема дискреција во однос на тоа како да ги користи тие средства и како агенцијата ќе функционира. Лидерот на малцинството во Сенатот, Чак Шумер, изјави дека ги поддржува напорите за елиминирање на измамите и злоупотребите, но ја критикуваше брзината и тајноста на процесот. Што и да направи DOGE, тоа не е демократија. Знаеме каква е демократијата, а тоа е се да биде јавно. Демократите најавија дека нема да гласаат за кандидатите за кабинетот на Трамп, ќе ги искористат нивните гласови за притисок врз новиот предлог закон за владени трошоци во знак на протест против промените во USAID.